На што се е подготвена владата на Ковачевски, само за да ги исполни уценувањата на официјална Софија? Како се интензивираат подготовките за уставните измени? Така партиите ги зголемуваат апетитите. За Беса, сега можно е услов за да дадат поддршка за внесување на бугарите во Уставот, да биде укинувањето на формулацијата 20% од Уставот, кое се однесува на албанците. Првиот човек на движењето Беса и претходно бараше бришање на фамозните 20% од Уставот, но досега не условуваше дека ќе го притисне тастерот за барањето на источниот сосед, само доколку бидат прифатени нивните барања. Во исто време оценуваме дека нашите аргументи за укинување на 20% се исто толку силни како и аргументите за внесување на бугарската заедница. Така да ако има такво разбирање од нас како опозиција да ги поддржиме уставните измени со внесување на бугарската заедница во Уставот, очекуваме од друга страна иста таква поддршка и од албанските партии и од македонските партии што евентуално ќе се дефинира 20%, што е понижувачки за албанците. Треба да се избрише од Уставот и да се замени со албански јазик. И староновиот партнер во владата, Алијанса на албанците, се погласни дека формулацијата 20% мора да се избриша. Дали и тие, како и Беса, ќе го условуваат Ковачевски со нивните гласови? За сега не се знае. Она што е познато е дека Таравари неколку пати рече дека е за внесување на бугарите во Уставот, но и тој пред помалку од една година постави услови на неговата партија да гласа за. Ние ќе гласаме начелно, меѓутоа ќе имаме услови. Вториот услов ќе биде од Уставот да се тргне 20% од албанскиот јазик, практично да се користат како службени јазици во Македонија се македонскиот и албанскиот јазик. Таравари ова го зборуваше од позиција на опозиција. Дали и сега како власт ќе условува е отворено прашање. Особено откако за неколку пратеника плюс Ковачевски ја расипа калемирата со партијата на Гаши и како свој партнер ја зема партијата на Таравари. Бројката 80 пратеника кои се потребни за отворање на Уставот се повеќе се чини дека е недостижна за властите. Ако Беса и Алијанса не ги гласат уставните измени, бројката што на Ковачевски му треба е невозможна мисија. Освен доколку не ги исполни барањата на албанските партии, за да може да ги задоволи уцените од бугарските власти.